Благодарам, почитуван председателе. Почитувана колешке Зајкова, внимателно ве слушав и така и го почнавте некако вашиот говор со реторика во која што прашувате зошто предлозите на ЛДП биле ставени во фиока, погрешно ви е местото и уште погрешно ви е времето во кое што ги поставувате овие тези. Прашањето не е до нас, прашањето е до вас, зошто и по овие коментари за кривичниот законник и по оние измени апсурдни за кривичниот законник останавте да практицирате власт со Социјалдемократскиот сојуз и со ОДУИ. Со тоа апсолутно покажувате поддршка на тоа што значи практицирање на власт и на овие политики, дотолку бевте и поддржана да бидете втора на листата на пратеници. Вакво манипулирање нема да помине во собранието. Многу пати потенциравте дека се работи за козметички измени на кривичниот законник. Ке потсетам уште еднаш, се спрема нов системски кривичен законник во кој што ве покануваме да учествувате за да имаме едно поквалитетно законско решение. Па ајде да видиме што коментирате по однос на овие измени на кривичниот законник, што значи за колешката од ЛДП козметички измени. Освен оние членови од законот 353 злоупотреба на службена положба и овластување, ги заоструваме актуелните казни каде што апсолутно, например од 4 на 8 години предвидена казна нема да дозволиме да настапи брзо застарување. Или во членот 353 колешке Зајкова имаме инкриминација на злоупотреба при јавни набавки, односно во 2023 година, да ве потсетам, сите злоупотреби беа амнестирани, што всушност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал му се одзема надлежност за постапување. Или пак во членот 353В несовесно работење во службата, во 23 условот за кривично дело за користолюбие, тоест ако се прибави за себе или за друг некаква корист, беше избришан, сега ние го враќаме со казна затвор. За злосторничко здружување исто така зголемување на казните од 3 на сега 8 години, колешке Зајкова. Многу поважно како жена, сега ќе ве потсетам, што значи за вас козметички измена со овој кривичен законник е воведување на кривични дела во кривичниот законник кои што ќе значат кои што се однесуваат на телесната повреда, односно дека семејното насилство ќе се гони по службена должност, што значи дека еден вид заштита на жените вршиме. Понатаму се воведува ново кривично дело за злоупотреба на туѓа снимка, фотографија, аудиозапис, со што всушност се врши еве да речеме една заштита на приватноста на жртвите кои што подлежат на ова дело. Понатаму на трговија со дете, каде што се дава на нови облици на кривично дело заради надминување на самиот проблем со питачење. И многу важно за мене е безбедноста на граѓаните кога се работи за безбедноста во сообраќајот, каде што апсолутно ќе поддржам се што значи заштита на секој човечки живот. Со овој кривичен законник за мене се врши дополнително